27-годишниот Стојан Николов од Кочани е влюбеник во маратонското трчање и триатлонските дисциплини, со што се занимава од одамна и од настап во настап бележи солидни резултати. До сега има учествувано на повеќе трки што се одржале во Македонија и во соседните земји и скоро од секој надпревар се враќа со признание. Колекцијата од дипломи и медали што ги донесе во нашата редакција е само мал дел од она што досега го има освоено и главно тоа се награди од последните негови настапи. На неодамно одржаниот маратон во Скопје, заедно со уште тројца негови колеги од Прилеп, ја трчаа патеката во должина од по 10,5 километри и со време од 3 часа 9 минути и 9 секунди го освоија првото место. Пред неколку дена пак Николов учествуваше на маратонски надпревар што се одржа во градот Плевен во Бугарија. Станува збор за штафетен полумаратон, двајца трчавме во дисциплина 21 км, освоивме трето место. Имаше ли силна конкуренција? Како? Доста конкуренција, учествува преварувачи од Бугарија, од Романија, од Србија и од други земји. Од Кенија имаше доста силни конкуренции. Освен досегашните надпревари во Скопје и Бугарија, Николов учествуваше и на атлетскиот митинг во Скопје, каде во трчање на 1 милја го освои второто место, а ист резултат постигне и на штафетното трчање 4 пати по 400 метри. За да се постигнат добри резултати, потребни се долготрајни подготовки, но и соодветни реквизити и опрема. Иако се чувствува подготвен за учество на триатлон надпревари, тоа не може да го реализира поради немање соодветен велосипед, па очекува подршка од стопанските и други субјекти во општината. За учество на триатлонските надпревари, подготовките ги прави во условите што ги нуди Кочани, иако тие не се доволни. За триатлон општо нема доста услови преку цела година, например, може да дозволиме да пливаме во текот на цела година. За трчање го користам релација Кочани Банана Гараче најчесто. Во плановите за наредниот период влегува учеството на маратонот во Врање, соседна Србија, што треба да се одржи во почетокот на следниот месец, како и на триатлонот во Преспа, закажан за 24 јуни. Николов, кој е член на велосипедскиот клуб Поскок од Кочани, очекува и од овие настапи, за кои секојдневно се подготвува, да се врати со нови признанија и медали.